Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ти ден, Македонија. Добар ден, почитано публико. Добро дојдовте во Гласот на народот. Да, тоа е клjuč на демократијата, но додека не се разбере во вистинска смисла на зборот, ќе бидеме крш-паланка. Зошто едам крш-паланка? Бидејќи кој како доаѓа, прави крши неред во државата. Мислам и од политичарите, и од факторите кои дефинитивно представуваат некаква сериозност, а всушност несериозност се однесува со една држава која јасно, декларативно е признаена и се изјасни пред светот дека е држава со сите белези своји. Од друга страна, белезите уште во стартот или фундаментот на градбата на куќата Македонија, некои така наречени политиканти си се имале за право да ја трампаат за своја лична бедна интерес. Да, се однесува тоа за името кое ние се, нам ни значи се, тоа е се што имаме, Македонија е таа се што имаме и затоа не смееме да ја дадеме, да ја раскршвиме, да ја распродаваме. Еве, се случи тоа што помногу пати го кажувам, Западот го посакуваше, го посакува и го планира во своето сценарио, во своите детали, во своите параграфи, како ќе наликува конечно сликата по нивни терк Македонија, односно разнибитување на Македонија. Велам дека во тоа нема да успеат, бидејќи по кој пат ќе спомнам. Секој кој што се обидел да ја уништи, сам се уништил и тој се обидел да ја запалил, изгорел во собствениот оган, од која причина бидејќи ова е име кое наистина е свето и стои таму кај што му е местото, а никој не може да го фалсификува и ретушира. Јас го поканив во ова јунско издание Благојче Атанасовски, тој е професор доктор по политички науки, мој соговорник и добар пријател на Гласот на народот. Ќе му посакам добро дојде и добар ден во емисијата Гласот на народот. Добро ве најдов, да ви се заблагодарам што ме поканивте да гостувам во вашата емисија Гласот на народот на Радио Слободна Македонија и да упатам голем поздрав до слушателите на вашата емисија. Благодарам. Докторе, јас се условам како доктор, што сте наистина чест задоволство да имам еден прекрасен доктор по политички науки, бидејќи Македонија има интелектуалци кои заслужуваат пример и респект на сите простори во светот, да говориме за нашата фактичка ситуација. Дали сме еден вид протекторат? Не е вид, јас секојаш од моје стојалиште го дефинирам принципот и статусот на Македонија. Протекторат. Имајќи факт од денот на незиното преименување во една странна референца, акроним, кој 24 години екзистира и беше злоупотребен македонскиот народ како составен дел на државата Македонија, да биде исмејуван, десеткуван, манипулиран, игнориран и сега ставен во една сосема мала дупка во која треба само да се уништи и само да се запали, едноставно да се избрише од географскиот атлас. Така, од самото прогласување на независноста на Република Македонија од 8 септември, па до ден денешен можеме да всушност сме сведоци да видиме дека во сите премрежја кои македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија и самата држава кои ги поминала, ние директно имаме мешање од меѓународниот фактор, пред се од западните земји и од центри на моќ кои во буквална смисла на зборот ги уредуваат внатрешно политичките односи во Република Македонија. Тоа може да се потврди и од последниве настани кои се случија во Република Македонија и со формирањето на новата влада, предводена од новиот премиер Зоран Заев, и во изминативе две и пол години колку што трае политичката криза во Република Македонија. Нам ни се познати сите информации кои како јавност во Република Македонија, како граѓани, како македонски народ ги добивме, а тоа е дека на 29 јануари била договорена коалиција од
коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за подобра Македонија и од ДУИ, но како што изјави за еден странски медиум председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, таа вечерта пред да биде прогласена била прекината со некое телефонско јавување, експлицитно како што не одговори председателот Ѓорги Иванов од кој била прекината таа коалиција, но можеме да претпоставиме дека од странски меѓународен фактор или од некој дипломат директно таа коалиција не била овозможена да функционира во Република Македонија, Македонија тогаш да добие влада од друга политичка и партиска констелација, така што и тоа е еден мал пример дека во Република Македонија во буквална смисла странците ни ја кројат внатрешната, па и би рекол надворешната политика. Еве, ова е интересен податок, дека сепак се дефинира по диктатели со денески управувач како ќе изгледа владата или политичкиот амбиент. Дали тоа може да спекулираме? Тоа беше коалицијата меѓу ДУИ и ВМРО фактички беше спречена да биде. Да, тоа беше коалицијата меѓу ВМРО и ДУИ на 29 јануари. Информациите говорат дека и во штабот на ДУИ и во штабот на ВМРО ДПМН биле подготвени за официјално прогласување на таа владина коалиција, но врз ДУИ бил извршен притисок од центарна моќ, од дипломати или од странско замешателство, кое таа коалиција ради необјасними причини е прекината и ние денеска добивме на 1 јуни сосема друга коалиција владина во Република Македонија, предводена од Зоран Заев, председателот на Социјалдемократскиот сојуз, од ДУИ како политичка партија која ги представува албанците и од Алијансата за албанците. Добивме едно тенко владино мнозинство од 62 пратеници, значи само 2 пратеници повеќе од дозволениот праг за формирање на парламентарно мнозинство и за прв пат во Република Македонија ние ќе имаме влада, би рекол на стаклени нозе, која ќе се одржува со парламентарно мнозинство од плюс 20 пратеници, влада во која за прв пат ќе имаме партиципиенти, 2 политички партии или една политичка партија на албанците и една коалиција на албанците, Алијанса за албанците, составена од 3 помали политички партии. Значи за прв пат ние ќе видиме како ќе бидат уредени и внатре политичките и внатре партиските односи на двајца коалициски партнери од албанскиот политички блок. Значи тоа дека ова е еден експеримент или не евро или светска, да речам, е привета, инвитро, да речам, создадена политичка атмосфера или влада, која ќе биде секојаш таа што ќе диктира каков ќе биде политичкиот амбиент во Македонија. Зборам за албанците. Значи, албанците се земени, албанскиот политички кампус е земен како основен производ, дефиниран од Запад, од центрите на моќта, и тие ќе дефинираат каква ќе биде Македонија во натамошниот политички, економски и секаков развој. Ако се навратиме наназад, ќе видиме дека пред неколку месеци беше подпишана и така наречената Тиранска платформа меѓу политичките лидери на албанците во Република Македонија, вклучително и од страна на БЕСА, која не влезе да биде учесник во владата, и ќе видиме дека во таа Тиранска платформа албанците имаат собствени барања за унапредување на албанскиот јазик, а и други етнички барања кои беа испорачани на маса. Од тука па натаму ќе видиме во наредниот период, кога веќе е формирана владина коалиција, како албанците ќе се однесуваат во самата таа владина коалиција, дали ќе инсистираат на испорачување на тие етнички барања кои ги имаат нели представено кон својот поголем коалициски партнер, тоа е СДСМ и веќе избраниот премиер Зоран Заев, и ќе видиме све што е договорено внатре во кабинетите на политичарите кои формираа новата влада, и ќе видиме дали всушност се работи за некое идно редефинирање на државата, како што во својата програма нели БЕСА како албанска политичка партија стави на документ. Колку што можеме да видиме, новоизбраниот премиер Зоран Заев упорно тврди и негира дека станува збор за некакво редефинирање, но од БЕСА кажуваат јасно дека и во иднина, во некој иден период, доколку тие би биле коалициски партнер на било која политичка партија во Република Македонија, изрично ќе стојат до своите принципи или политички постулати, од кои еден е редефинирање на државата. Ние всушност не разбравме од БЕСА за каков вид станува збор тоа така наречено редефинирање на Република Македонија. Докторе, имаше факт дека рак рана и трн во око е Никола Груевски на Запад, да бидем искрен, да не решаваме ребуси.
ако на 29 јануари во ноќта доцна се јават на Ѓорѓе Иванов и му од некој црвен, зелен кафеав телефонизам и му вела и стоп, не сме да имаме коалиција меѓу ДПМН и ДУИ и тоа е енде, крај. Може и од енде, да речем, нели доаѓа. Друга ситуација зошто Никола Груевски, оти човекот кој го разбудил мозочниот нерв на македонецот за само припадност на народ, дека се бори за националната свест, националната кауза и нормално дека отворил простори за сите четири страни од светот, вклучувајќи и го патот на свилата. Значи тоа е голема финанска потенција од 1400 милиарди кои се како проект, а битен и за сите држави. Тука е, ако почнуваме од Русија, ако идеме преку Турција, ако идеме преку Грција, Македонија, Србија, Унгарија, па се разводнува, лево идеме на Аустрија, говориме на Германија, на Франција. Значи тоа беше опасност која навистина дожива прави нервен систем, нервен слом. Дали тоа беше дефинитивно едно сценарио како да се ликвидира, со да збориме политички, и елиминира Никола Груевски и неговата група? Република Македонија и самиот Балкан како подрачје се наоѓаат на една географска територија на која се прекршуваат интересите на големите сили, вклучително на САД како најголема моќна сила, вклучително на Европската унија пред се на Германија и на Австрија, вклучително на Русија, вклучително на Турција и други земји од поблискиот и подалечниот исток. Република Македонија, како што знаеме, деценија па и повеќе е заглавена на својот пат кон европските и евроатлантските интеграции. Ние, како што знаеме, треба да се интегрираме во Европска унија и во НАТО, но поради ирационалниот проблем и спорот зимето кој е наметнат нели од нашиот јужен сосед, ние не може да се интегрираме во НАТО и во Европската унија. Од друга страна, природно и нормално е за секоја држава, доколку не може да се интегрира во една алијанса, да си бара алтернативни сојузи на интеграција. Јас сметам дека ниту Никола Груевски, ниту ВМРО-ДПМН како политичка партија, па ниту друг политичар во Република Македонија нема намера да прави алтернатива на Европска унија и на НАТО, но може да соработува со големи економски, воени и политички земји како Русија, Кина, па дури и Турција и Иран, за да може Република Македонија економски, финансиски и од секој можен инфраструктурен аспект да напредуваат. Како што вие сам напоменавте, тука имаше план да се изгради еден инфраструктурен голем проект, а тоа е гасоводот Турски тек, така, што ќе поминува нели од Русија, од Турција, од Грција, па да поминува низ Македонија, Србија, Унгарија, Австрија, и тоа секако представуваше пречка на инфраструктурните, економските, па дури би рекол и политички интереси на американците и на германците токму во Република Македонија. Република Македонија по се изгледа беше избрана како една невралгична точка на која се прекрши интересите на големите сили и поради тие причини Република Македонија се соочи со 2-2,5 годишна политичка криза. Очигледно на центрите на моќ пред се од Западната алијанса им пречеше владата на Никола Груевски направи све во нивна моќ да биде. И затоа се случија тие бомби така. Почнуваме ние говориме наистина за бомбастична тема, а тоа е дали Македонија е протекторат де факто. Бидејќи ова што низ кој поминуваме низ овие периоди, дефинитивно го гледаме сценариото и го читаме збор по збор. Ние одиме со реклами, Дино Костадиновски е мој соработник, верувам дека Дино го славите празникот Свети Елена и Константин. За многу години тој е денешен празник, во секој случај. И ве очекувам после рекламите. Значи, мојот соговорник е доктор Благоја Атанасовски, експерт и политиколог. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Интересно во секој случај, еве како новинар со толку годишно искуство, навистина му честитам на доктор Атанасовски што не почесте со една ексклузивна информација дека некој на 29 јануари значи расипа журката, да речеме или прославата за коалицијата меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ. Се јавиле од такви телефони и му рекоа на претседателот стоп, нема прослава, нема фешта, нема сечење на торта за коалиција.
професоре, може би така да ве условам. Имајќи факт дека видовме дека аналитичарите, вие сметате и го кажувате во медиумскиот простор дека САЕО како една институција која е родена мимо уставот, мимо законските норми, бидејќи паралелни два обвинителства не може да постои во една држава, не без никакви основи и закони, не може да ги спроведе тие нивни делови од агендата, а тоа е неутрализирање, елиминирање на челниците на ВМРО ДПМН, почнувајќи од Груевски и неговата екипа. Видовме што се случи неодамна, немил настан во секој случај. Човек кој наистина е по дефиниција и харизма, а ја лично го кажам, Никола Тодоров, кој нема некој намчуреста фаца, не е некој да го намчур па да создаве нервоза или одвратност кај народ. Секогаш во една полај ситуација, наистина искача поддршка дава и секому. Дури им помагаше на СДСМовците во тој немил 27 април. Имаше повод за негово физичко ликвидирање или атентат. Али како Господ никој не. Беше Господ го спасија, така ќе кажем и самиот. Дали е тоа еден начин да, ако не можеме на таков начин да ве елиминираме, ќе одиме на физички начин да ве елиминираме. Повторно црвени телефони и така натаму, си има директива. Кој би е следниот? Морам да изразам задоволство што тој немил настан заврши така како што заврши, односно за среќа Никола Тодоров успел да се справи со ситуацијата. Од друга страна, мислам дека не постои човек во Република Македонија без разлика на партиска, етничка, религиска основа кој не сочувствува со судбината на малата Тамара. Сите ние жалиме за незината судбина, но мислам дека директно да се впери прстот во поранешниот министер за здравство и вице-премиер во владата на Република Македонија Никола Тодоров, дека е директно одговорен за смртта на Тамара, е во најмала рака небулозно. Мислам дека и самата мајка на Тамара, која јавно изјави пред медиумите дека го осудува чинот кој нејзиниот татко, односно дедото на Тамара, се обиде да го направи, односно се обиде да го во буквална смисла ликвидира министерот на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров, во најмала рака е предизвикан од една атмосфера која со месеци па и со години беше билдена во медиумите дека Никола Тодоров е директно одговорен за смртта на Тамара и е директно одговорен за смртта на други луѓе во македонското здравство. Мислам дека таа атмосфера роди да кај некои луѓе се земат за право они да бидат делители на правдата и во буквална смисла како во мексиканските случаи во градови да со пиштол они ликвидираат луѓе на улица. Сметам дека Република Македонија е држава која има институции, која има правосудство, секој што се огрешил пред законот мора да одговара, но ние мора секој настан, секое дело институционално да го решаваме преку институциите на системот, преку правосудните органи и преку обвинителството. Никој во Република Македонија не смее да помисли дека може правдата да земе во своји раце. Кобојски не се решава такви работи, меѓутоа сепак стои многу е индикативно и симптоматично дека тука сепак поттикот е многу е суштествен. Тука значи сепак има поддржувачи, поттикнувачи. Така, значи се создаде една атмосфера на оцрнување, на сатанизирање, на демонизирање на Никола Тодоров. Јас сум убеден дека здравството во Република Македонија е најтежок ресор за раководење за еден министер. И сум убеден дека Никола Тодоров веројатно и сите тие реформи кои пробувал да ги направи, кои пробувал да ги наметне, ги правел од добра волја, сакал да ги подобри состојбите во здравството. Па сега го имаме Арбен Таравари за нов официјален министер за здравство кој доаѓа од Алијансата за албанците, практично од движењето за реформи на Зијадин Села. Па да видиме во наредните месеци. Респект за неговото CV, го прочитам, наистина доста богато CV, но 350 милиони евра, докторе, инвестирано во здравството од страна на владата на ВМРО ДПМН предводена од Груевски, меѓутоа тимот на Тодоров, каде што Македонија во овие 70 години, ќе се согласите и повеќе, колку им повеќе од 70 му доаѓа од ослободувањето на вака, да нема, значи, како опрема, здравствена опрема, значи во сите делови на Македонија, значи се обезбедени. Значи не се даде на грлици, минѓуши и така натаму, а како министри што знаете, или избегани од државата за криминогени работи, ова беа и се дела кои се на ачик. Значи дека
треба еднашка за крај да му се стави на ваквиот ковбојски начин на одлучување и решавање и омаловажување или дисквалификување или ликвидирање на неистомисленици или подобри од нив. Затоа кажав, јас сум убеден дека господинот Никола Тодоров имал најдобри намери, добра волја да ги подобри состојбите во здравството кога бил министер за здравство. Сега, како што знаеме сите, официјален министер за здравство е доктор Арбен Таравари, кој, како што напоменавте и ви, има одлично CV како стручен во сопствената фила, па еве да бидеме коректни, да му дадеме време, да видиме како ќе се покаже он на позицијата министер за здравство, па да видиме дали состојбите во македонското здравство ќе бидат подобрени, да можеме да направиме паралела во министерувањето. Да се вратиме на страницата од сценариото Распад на Македонија. Звучи апокалиптично, меѓутоа фактичката ситуација говори. Виетнамецот кој беше помошник на политичарката од State Department од Deep State, како велат уште, каде што во времето на украинската криза делеше сендвичи, мислеше дека и тука по некои 10 кебапчиња за кровет ќе им даде на протестантите од шарената револуција само да ја разнебитат Македонија. Мислам на Викторија Нула, не решавам се ребуси. Се станува збор за Хојтли, нели? Човекот кој, да бидам искрен, имаше и скандал за него, мислам со проституција, имаше некои такви афери и немаше дрмолетки, мислам, немаше, да речам, дрмолетка околу тоа, но дојде у Македонија да дава лекции како ние треба да се однесуваме и дека треба да ставиме дакта прашањето околу името, а едновремено ќе завршам, Метју Нимиц, за кого јас лично имам друго мислење, пред 20 и неколку години, 21 година, самиот се изјасни ќе го задржите установото име, но зависи од вас. Од кој нас? Од нас кои преку ноќ рековме ќе ја кршиме кичмата, ќе ја виткаме кичмата, ќе омениме името и конечно дојавме еден министер за надворешни работи, поранешен амбасадор, исто така човек кој е дете на родители со една десно ориентирана профилација, тоа стана господинот Никола Димитров, каде што треба да, како што рече, да го абсолвира прашањето за името. Прашањето ми е, дали во оваа ситуација дефинитивно ќе се случи тоа што со години се очекува, да се разнебити Македонија по секој основ, а тоа е да се мени незиното име. А со менувањето на името се менува идентитетот, јазикот и се што е на македонски. Така, добро апострофиравте и напоменавте еден одличен пример кога поранешниот државен секретар, помошник државен секретар за европски и евроазиски прашања Викторија Нуланд, која сега веќе не е на таа функција со директно инволвирање во украинската криза, видовме Украина до кое ниво стигна, односно Украина влезе во една граѓанска војна и веќе де факто Украина представува фактички распадната држава. За среќа кај нас такво сценарио не се случи, Република Македонија не влезе во едни такви драматични искушенија да треба ние да влеземе во меѓусебно војување како граѓани на Република Македонија, но тоа е доказ дека колку радикално и колку поостро надворешниот фактор се меша во внатрешните работи на една држава, таа држава повеќе страда. Од друга страна, како што напоменавте, нов министер за надворешни работи е господинот Никола Димитров. Како што самиот споменавте, тоа е познато во македонската јавност дека тоа е син на професорот Димитар Димитров и Радка Димитрова, кој во времето на премиерот Љупчо Ѓоргиевски во владата предводена од Љупчо Ѓоргиевски има високи државни партиски политички функции и самиот вие напоменавте дека Никола Димитров доаѓа од една десно ориентирана политичка профилација, а се наоѓа како министер во влада на лева политичка партија, односно предводена од Зоран Заев, претседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Никола Димитров, знаејќи го неговото CV, можеме да видиме дека има големи контакти со меѓународни представници, па во понатамошниот период останува да видиме дали тоа е октруиран, односно наметнат министер за надворешни работи директно од меѓународната заедница и што тоа меѓународната заедница очекува од неговата позиција и функција на местото министер за надворешни работи на Република Македонија и дали ќе се влезе во еден процес на решавање на проблемот со името, односно менување на уставното име за влез во европско ниво НАТО. Професоре, јас би упатал порака да мојот почитуван пријател, го знам како пријател мој во времето на Борис Трајковски, кој беше и советник на господинот Борис Трајковски, исправете ме ако грешам, значи во 2001, значи во најсензитивните временски простори, исто така како министер во владата на ВМРО ДПМН,
односно амбасадор, еве го поканам на еден разговор од Гласот на народот, имајќи факт дека сум еден од единствените новинари кои 24 години од првиот ден за прашањето за името и денеска и во иднина сум вклучен во овој процес, да заедно некако се направиме еден форум, еден начин на експертска анализа, да не ме вклучувајќи и вас, и доста еминентни експерти, да говориме како што почитуваниот Коцијас ја навестуваше ситуацијата, ќе да потсетам. Жалам што моите колеги не го користат тој факт. Коцијас, грчкиот министер, за да врши работи и на колумнист, секојаш беше против униставноста на Македонија, унитарноста и автохтоноста. И вели вака, че ги скарам двете политички македонски партии и работата ќе ја завршам со албанците. Тоа беше него изјава, како колумнист, меѓутоа и како министер за надворешни работи. Да потоа вели, да, ми значи Македонија во целост. Дали тоа значи дека сега може еден добар да речам, една добра стратегија меѓу председател на државата, кој по дефиниција и по устав има уставни начала, да донесат едно соломонско решение, докторе, тоа тука кај што седите Тодор Петров го кажа, дека дутот за прашањето за името е во рацијата на Ѓорѓе Иванов. А тоа значи, председател Ѓорѓе Иванов на сегашната сесија во октомври, од септември почнува до октомври, на ЮН, пред ЮН, Генералното собрание, да поднесе барање да ние да не примат под уставното име Република Македонија, бидејќи Обединените нации не менуваат, не се ингерентни за менување на име, и ниту да диктираат какво име ние ќе имаме, тие се само светска организација и да го почитуваат членот 4 од повелбата на Обединените нации, каде што сите сме, никому не е загарантирано правото да се инкорпорира под името како тие што го имат, чувствуваат и се го носат. И конечно, по 24 години разговори не се најдоа решенија и јалови се тие разговори, се прекинуваат разговорите околу името. Ја мислам дека тоа е изводливо, или е утопија, или е опасност, повторно, црвен телефон, или реал политика, кај што има сила, нема правда. Апсолутно се согласувам. Сметам дека прашањето за името е веќе исцрпена тема. Тоа трае како проблем од создавањето на Република Македонија како независна држава и од нашиот прием во Обединетите нации 1993 година. Јас мислам дека не постои народ и држави и политичари кои толку многу би направиле отстапки во однос на своите државни национални прашања како што е македонскиот народ и како што се изминативе 24 години македонските политичари кои се согласуваат да преговараат за сопстените црвени линии. Сметам дека грците, односно грчката држава и грчката политичка елита во изминативе 2,5 децении намерно го држаа отворено прашањето за името да не блокираат во целокупниот наш напредок како држава на секое можно поле, политичко, економско, инфраструктурно, цивилизацијско. И од тој аспект сметам дека проблемот на грчката политичка елита не е името Република Македонија, односно не е името Македонија со сите негови изведени атрибути, колку што е постоењето на Република Македонија, македонскиот народ како независна држава и како самостоен македонски народ со сопствен изграден и јасен македонски идентитет. Сметам дека ние треба да размислуваме во тој правец да кажеме дека ние сме ги направиле сите можни отстапки, односно ние сме се согласиле на ситуации и на компромисни решенија кои грците не им одговарале и се поставува прашањето колку ние тоа ќе се согласуваме, колку тоа на грците нема да им одговара. И сметам дека меѓународниот фактор го знае многу добро прашањето за името. Ние ќе треба да размислуваме во друг правец да побараме членство во Обединетите нации под нашето уставно име, за да ја напуштиме таа срамна референца, бидејќи ние со согласувањето Република Македонија да биде ословувана и именувана како поранешна Југословенска Република Македонија за прием во Обединетите нации, ние не добивме членство во НАТО и во Европската унија, бидејќи Грција во 1995 година со подпишувањето на привремената спогодба се согласи Македонија да не ја блокира во европските и евроатлантските 11 и 12 интеграции. Од друга страна на самитот во Букурешт во 2008 година истата таа Грција со премиер Костас Караманлис и министер за надворешни работи Дора Бакојани ставија вето на приемот на Република Македонија и со тоа еклатантно ја прекршија спогодбата, зашто Македонија има потврди од меѓународниот суд во Хаг дека
правото и правдата е на нејзина страна, така што овој ирационален проблем и сметам дека меѓународната заедница апсолутно е запозната со ирационалните ставови и абсурдните ставови на грчките политичари во изминативе 25 години. Професоре, верувајте ми, автор сум на овој проект кој екзистира 18 сезони, 18 години последователно, значи не нон-стоп. Значи на преку 13 медиума. Бараме исто така се велам, јавно секојаш велам бараме на нов медиум и така натаму. Значи никош не остапов од моите граници, со мојот Рубикон, никаква промена на името, никакво референдум и така натаму. Зошто? Имавме искуство со референдумот 2004. Некои прашања не заслужуваат одговор. И секојаш кога се доаѓа политичка структура, се мисли на СДСМ, се случуваат вакви референдуми, ќе се согласите со мене. Се плашам, докторе, верувајте ми, од тоа дека е повторно смислено сценарио, како да ја разнебитиме Македонија. Македонија на 8 септември излезе на референдум. И јасно и гласно, преку 95-6% колку беа, излего јасно рекол дека името на државата е Република Македонија и тоа е крај. Колку е сериозно на еден народ да се преиспита, да рече чекај дали сум ја македонец, па повторно да изјаснам. И конечно, имајќи ја ваквата ситуација, црвен жут кафен телефон, притисоци, авторирани политички субјекти кои видовме како се несуваат и да ја завршат работата, па че така рече народот. Сметам дека проблемот со името не треба да биде инструментализиран. Сите политички елити, политичари, политички партии треба да имаат единствен унисон консензус околу прашањето за името и доколку некогаш се влезе во процес на поднаводници условно решавање на проблемот со името, апсолутно тоа да биде поставено на референдум за граѓаните да се изјаснат. Не може политичките партии, политичарите во име на народот да решаваат некое толку суштествено и битно национално и политичко прашање како што е проблемот со името без граѓаните на Република Македонија да бидат прашани, односно како носители на суверенитетот тие да како граѓани се изјаснат дали се согласуваат со хипотетички одредено менување или решавање на проблемот со името. Сметам дека граѓаните на Република Македонија се доволно зрели, свесни и мудри и тие знаат каква одлука да донесат на евентуално изјаснување на Може да се случи тоа што се случи 2004 со територијалната подела. Тоа е фактички редефинирање на Македонија, професоре. Ние направивме вештачки 20%. Конечно одам со едно јасно прашање. Зошто страф од попис? И јас, како Слободан Томич, србин по народност. Македонец душа. Значи не можам да имам друга татковина сем Македонија. Јас не можам да разберам зошто човек не може да рече одиме на попис. Ако албанците, јас имам доста пријатели, што се албанци, со кои јас се дружам, се гледам, им честитам Бајрам, кога еве во овој рамазански пост имам. Секојаш значи и стилисто што денеска малце не го посетив, меѓутоа ме дотерува. Јас имам максимална почит. Меѓутоа, ако се повеќе од 20-30, верувајте ми, со две раце ќе потпишам секогаш сите права што се пустав да им се исполнат. Но зошто е страв? Кој се плаши од попис? Нели дома е честно да видиме што има, да се направи еден ред и поредок дома, во домашни услови, а камоли во куќата Македонија. Така, пописот стана како бауџ во Република Македонија. Освен Република Македонија, единствена земја во целиот свет од сите 200 држави кои денеска екзистираат на планетата Земја е Сомалија, која не може да спроведе попис. Тоа е катастрофа за нас како држава и тоа кажува дека ние немаме институционален капацитет да спроведеме попис. Како што сите знаеме, пописот кој беше предвиден да се случи и влезе во процес на попишување на македонското население, односно на граѓаните на Република Македонија во 2011 пропадна. Исто така не ги знаеме реално причините кои се поради кои тој попис беше прекинат, бидејќи како што знаеме се влезе во попишување на домаќинствата. Јас сметам дека апсолутно без обременување од страна на етнички бројки треба да се спроведе попис во Република Македонија, не само да видиме колку македонци, колку албанци, турци, роми, бошњаци, срби, власи и сите останати етнички заедници живеат во Република Македонија. Пописот е битен и од друга гледна точка, тој мора да се спроведе за ние, како што кажавте,
и самиот вие да имаме увид во домашните работи, за да може ние да го планираме идниот развој и напредок на Република Македонија, за да имате вие јасна слика како треба да го трасирате својот пат пред се развоен и инфраструктурен, како да планирате една политика во економијата, во образованието, во социјалната политика, од секој можен аспект вас ви треба да имате увид и чиста и јасна слика во Република Македонија колку граѓани има, каква структура на население живее, дали имаме младо, старо население, и од тој аспект пописот е нужен да се случи што поскоро, но исто така тој не треба да биде обременат од, како што кажав, етнички, статистички бројки, за да ние цело време влеземе во тој немил филм колку македонци има, колку албанци има, ќе се буквално представат бројките такви какви што се во реалноста. Одиме со втор брод реклами. Почитувани, возбудена е темата возбудува, апострофира, инспирира, и вас ви инспирирам да се јавите бар со еден-два јавувања ваши. Еве ви можност, ова е еден интерактивен форум, клjuč на демократијата. Ви ги отварам телефоните 02 31 31 332. Како еден завршен збор од ваша страна, заедно со мојот драг почитуван доктор Благојче Атанасовски, аналитичар кој како е владе темата и материјата. И затоа велам без коментари, Македонија има доста умни глави. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Мои, јас што да велам, секојаш барам ваки соговорници, наистина, која че од другата страна на мојот соговорник, ова го кажам, врз искуство на илјадници интервјуа што сум ги реализирал и ги реализирам. Среќен сум кога имам добра емисија, која имам добри соговорници, кои знаат да го потикнат на нервот, особено кај е авторот. А наистина ти благодарам, докторе, што ме направи среќен ова саботно предваме. Значи, има тој филингс, има таа хемија на анализа. Не проформа, че викнеш на аналитичар и онака копи-пейст, нека не ми замеруваат, меѓутоа велам, аналитичар мора да биде во вистинска смисла на зборот, и само во интерес на времето. Во Америка, Washington Post, каде што сум бил гостин и на CNN, и на Washington Post, бев и на New York Times, гостин бев, како колеги ми вика кога бев представил в Америка, и видов колумнисти, тоа се нема, на бројки 5-6 нема. Пазите, на еден вестник кој се штампа милиони парчи на тираж, значи има 5-6 колумнисти, нема. А одека има многу, преку нож се мултиплицираат, и јас не сум суетен, меѓутоа сум и категоричен и многу нервозен кога гледам секој се представа експерта, а нема во суштина нема потенцијал. Но како и да е, ме радува што каши мене седи наистина добар аналитичар и кој одговори на убави прашања и на убави одговори. Докторе, имајќи факт дека влагаме во една многу тешка ситуација, не она што експирова да се биде или не, ќе се биде во секој случај. Но ми значи уште еднашка, дали председател Ѓорѓе Иванов, кој направи навистина чекори кои македонската историја ќе ги заедно со Груевски Никола, не може никој тоа го суспендира, по делата се препознаваат луѓето. Тоа се и во Светото писмо стои, нели? Има дела и злодела. Чему ти е вера ако немаш дела, нели? А вербата во Македонија ако ја имаш, а немаш дела, или сакаш ти пречи зошто кравата има рогови, да речем вулгарен да не минам така, или зошто ова прекрасно издање го гледате, величествен храм на политиката, да го наречам, некому ќе му пречи разбира дека ќе ја извади и оградата пред владата на Република Македонија. Еден од реформите ќе биде да се отстрани оградата на владата на Република Македонија. И тоа ќе биде за Гинисови рекорди во глупостите, да речем. Но да не збориме глупостите, ќе се согласите со мене и околу ова наметнат спор за името, кој го носи македонскиот народ. Докторе, вие сте дечини, имате помлади од моите деца, јас имам внуци колку што се вашите дечини, и не сакам на моите внуци да им оставам бреме тежина. Затоа како нивни дедо, како еден честен македонец, се борам да заштита Македонија со сите мои сили.
заедно со моите пријатели, тоа никаква промена на името. Значи, на достоинствен начин. Значи ли тоа да му помогнеме ние на председател Ѓорѓе Иванов? Да понесе барање веднаш, како што Робин Онил кажал сега, милион пати го спомнува, и ги замолува. Пазите, тој е медијатор во грчко-македонскиот спор. Вели, подитно политичари во Македонија, обратете се пред генералниот секретар, новиот Гутераш, и само уште кратко. А да спомнам, тука беше и Бан Ки Мун, во Охрид, кога даде историска изјава и веднаш му се јавија со црвен телефон, да не продолжи, кажал, за името, идентитетот, универзалните вредности, никаде не се разговара, а с краја да се преговара, ниту во Обединетите нации. Упатил порака, тоа значи, заедно со Робин Онил, веднаш поднесете барање на Генералната асамблеја, сега во септември, да се прекинат разговорите за името и да не примат под уставното име Република Македонија. Морам да напоменам дека ирационалниот, наметнат и абсурден спор за нашето име и нашиот прием во Обединетите нации под референцата БРМ е преседан во светски рамки. Мислам дека таков пример ниту постоел, ниту ќе постои во иднина во целото човештво. Како што абсолвиравме претходно во емисијата, тој спор трае од самото создавање на Република Македонија како независна држава и видовме дека колку и да бидеме попустливи, колку и ние да разговараме за решавање условно на спорот, дека грците не се тие партнери кои можат да се согласат на некое здраворазумско решение за да може да се тргне таа пречка од нашиот пат кон интеграција во Европската унија и во НАТО и кон нашиот целокупен развоен пат на Република Македонија и како држава и како општество. Ова вие што го напоменавте, доста време се заговара во некои научни кругови, некои професори по меѓународно право дека Република Македонија треба да побара прием во Обединетите нации под нејзиното уставно име Република Македонија преку Генералното собрание и истиот тој прием треба да биде ставен на гласање пред земите членки во Обединетите нации. Јас се надевам дека таква можност постои, дека Република Македонија има доволен број на пријатели во меѓународниот свет, односно позицијата на Република Македонија е доволно позната, призната и разбрана дека ние во суштина сме тие кои трпат последици од овој спор и дека Република Македонија со незиното име на држава и име на народ и сите атрибути кои ги носи зборот македонски не представуваат никаква загроза за грчките национални интереси, бидејќи тука станува збор за име на цел еден народ, бидејќи ние друго име алтернативно немаме, а грците си се именуваат себе си како Грција како држава и како грчки народ, а нивното име Македонија представува име на регион кој тие внатре во Грција си го, или провинција си го именуваат. Од тука сметам дека меѓународни правни експерти треба да размислуваат на таа тема, дека сите можни начини треба да се пробаат, бидејќи Република Македонија во буквална смисла е заглавена во една дупка со тој наречен спор за името, ирационален, абсурден, наметнат и Република Македонија, како што видовме, не може да најде компромисно решение со нашиот јужен сосед за да може да ги продолжи своите европски, евроатлантски интеграции. Но идејата капитал се друго е пари, второто го немаме, меѓутоа се најдеме начин некако да направиме летна шема, да го направиме тој форум. Само да подсетам, доктор рече се согласите, влагаме веќе во конечно финале. За Товима Никола Груевски даде интервју пред 2 години. Значи, говори со грчки експерти и новинари кои ми рекоа: господин Томич, ова во 10 години изминати никој не го кажал. Никола Груевски даде изјава во интервјуто за Товима, многу можете позитивно оценете, вака да изјави, дека Македонија нема територијални претензии према Грција, нашиот јужен сосед, што е голем круцијален фактор и адут. Македонија нема ексклузивно право на зборот Македонија и Македонија е стабилност, фактор за стабилност на Европа и воопшто, што тоа кажам мигрантската криза. Тој светот, тоа тројство, тој трилинг, дава за право да Македонија има можност, не можност, априори и веднаш пред Обединетите нации да го каже фактот дека прекинуваме со разговорите, со тоа што Република Македонија е јасна дистинкција, тоа е државно и уставно уредување на државата, што нема врска со провинцијата што нашиот јужен сосед после 88 го нарече Северна, односно Македонија и така натаму. Еве,
Тоа нека биде, која е вашата порака? Само кратко, бидејќи еве ми дава Дине дека мораме да заокружиме емисијата. Пораката моја е дека така наречениот проблем со името не треба да биде алатка на политичарите за да билдаат внатре Поени. партиски поени и политички поени, дека ние треба да направиме една национална стратегија помеѓу сите политички партии, меѓу лидерите, меѓу граѓанското и цивилното општество и медиумите, и ние со еден единствен унисон наш став изграден, државен, да настапиме пред Грција како јужен сосед кој ни прави проблем, односно ни ги блокира нашите европски евроатлантски интеграции. Како што напоменавте и вие самиот, Република Македонија со ниту еден акт или свое дејство во изминативе 25 години не покажала дека има територијални претензии према грчката провинција Македонија и дека на никој начин Република Македонија не сака и нема ексклузивно право врз користење на атрибутот Македонија и македонски, бидејќи ние не им го оспоруваме правото на грците тие својот регион да си го нарекуваат Македонија, но сметам дека надвор од здравиот разум е грците да бараат да имаат монопол, односно ексклузивно право на користење на атрибутот македонски за нивна внатрешна провинција, кога станува збор за една суверена држава како што е Република Македонија, бидејќи ние ако не го користиме името Македонија, македонски јазик, македонски национален идентитет, ние не можеме да имаме алтернативна Не можеме да бидеме нешто друго. Не може да бидеме нешто друго и немаме ни алтернативно име во буквална смисла на зборот, па ние наново да се именуваме нешто што не сме. Ви благодарам многу, докторе, што бевте гости во Гласот на народот. Ви посакам добро здраве и успех и Истина убаво. вас ви благодарам за поканата. Почитувани, тоа беше во Гласот на народот. Ви бевте на фреквенциите на Радио Слободна Македонија, автор и уредник на програмата Гласот на народот сум ја, Слободан Томич. Денска е сабота, 3 јуни 2017. Останете ми живи, здрави, се слушаме и се гледаме. Пријатно. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, Гласот на народот, на Радио Слободна Македонија.